Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме, како и секоја среда, за ситуацијата на криптопазарот, начело со биткоин, како и споредба со двата индекса на берзите, односно оние најбитни кои што моментално се најголеми на пазарот, а тоа е S&P 500, односно најдобрите 500 компании во Америка, како и Nasdaq индексот, кој што е дигитална берза, за разлика од S&P 500, со околу 1000, мислам дека беа најдобри компании, најчесто технолошки развиени компании. Со тоа што значи ќе испоредиме самите индекси и DXY, односно долар индексот, да видиме како истите кореспондираат со ситуацијата на криптопазарот, но денес ќе започнеме со оваа вест од Grayscale. Само уште еднаш да напоменам за оние кои што не им се уште јасно зошто го правиме тоа во среда. Значи, поентата е што самиот биткоин е многу корелиран со овие два индекса на S&P 500 и Nasdaq и затоа мораме да чекаме како истите после викендот ќе покажат, односно дали ќе покажат сила или слабост, со оглед на фактот дека преку викенд самите индекси се значи не работат, самите берзи се затворени, затоа мораме да чекаме понеделник, затоа што кога кај нас е ден практично во Америка е ноќ, па поради оваа причина мораме да чекаме да видиме како ќе помине првиот ден, и вторник затоа што нели овие први два дена ни покажуваат во кој правец ќе се движи самиот пазар, затоа и среда наутро би било уствари најдобриот момент кога би можеле да правиме соодветна биткоин анализа, затоа што имаме доволно податоци како од DXY индексот, така и од двата берзански индекси кои што ги имаме. За почеток би сакал да започнам со 27 јуни, односно 26 кон 27 јуни, зошто го имавме овој пад надолу, затоа што како што можеме да видиме од оваа триаголна ситуација која што имавме оваа триаголна формација, очекувавме дека од дното на оваа формација ќе се придвижиме нагоре до од овој момент каде што нели ја скршивме оваа триаголна формација, нагоре до негде околу 25.000, што најчесто многу од техничките аналитичари го предвидуваа. Сега, зошто тоа не се случи? Значи, ова моментално, оваа вест заедно со вредноста на DXY индексот ни покажува зошто моментално не го добивме тоа што го очекувавме во однос на напредокот на цената на биткоин нагоре, а тоа е Bitcoin Spot ETF. Сега, само чисто за објаснување на оние кои што не знаат што е тоа. Значи, биткоин како таков е средство кое што се уште не може да биде тргувано на берза. Проблемот е што и да може тоа да се случува во некои земји како што е например дозволено во Австралија или во Канада, тоа не е дозволено во Америка. Што е најголемиот проблем затоа што за жал, значи Америка е водечката економска сила во светот и се додека кај нив не биде одобрен Bitcoin Spot ETF, каде што директно ќе може биткоин да се тргува на берза, значи ќе имаме на некој начин голем недостаток, односно ова би бил многу голем буст за растењето на цената како на биткоин, така и на останатите криптовалути. Сега, да напоменеме дека постојат ETFs кои што се тргуваат моментално на американските берзи, но тоа не се спот ETF. Тоа се односно ова се exchange ETFs, каде што во тип на futures и options самиот биткоин уствари се тргува, но не директно. Односно, луѓето кои што тргуваат со овој биткоин не го поседуваат како биткоин, туку поседуваат хартија од вредност во противвредност на цената на биткоин. Односно, овие futures и options кои што тие ги купуваат не се практично не се биткоин. Туку е хартија од вредност која што ја има вредноста на цената на биткоин. На тој начин фактички овие големи компании се заштитуваат себе си од поседување на криптовалути, значи ова се тие ETFs кои што моментално поседуваат, и со тоа што поседување на ваков тип на хартија од вредност вие не држите уствари криптовалута. Туку вие држите хартија од вредност која што ја има истата вредност како биткоин и во случај во однос на тоа дали имате options или futures, значи вие практично се кладите на цената да се движи нагоре или надолу во однос на тоа нели како сте го поставиле својот ETF, како сте ги купиле овие хартии од вредност. Значи идејата е дека овие сега за сега, значи ни една од овие компании кои што поседуваат хартии од вредност од овие ETFs не поседува фактичко биткоин. Додека, за разлика од тоа, Grayscale е една од оние компании кои што на вистина се трудат да добијат спот ETF, каде што
Grayscale посебно, значи до сега сите spot ETF се одбиени од страна на SEC. Тоа е истата United States Securities and Exchange Commission. Тоа е уствари како кај нас комисијата за хартии од вредност. Значи, ова е органот кој што одлучува за дали ќе одобри биткоин како таков да има spot ETF на берзанските, како посебен берзански индекс на берзите, каде што би можел директно да биде тргуван, односно во овој случај компаниите што тргуваат навистина ќе тргуваат со актуелен биткоин, они навистина ќе го поседуваат истиот. Сега, Grayscale како таков, уште од самиот почеток на предходниот булран, да речеме негде околу 2019 година па и порано, има свој фонд во кој што нуди на компаниите, наместо да поседуваат директно биткоин, да поседуваат фактички биткоин кој што е чуван од Grayscale. Во превод, доколку вие сте компанија, но не сакате да имате биткоин на вашето портфолио како компанија, затоа што, например, не верувате во криптовалути или страф вие да не бидете казнети поради некоја регулатива, вие фактички уплаќате од Grayscale кој што за вас кој чува биткоин, значи Grayscale има повеќе портфолија, денес со време дури има blue chip портфолио од типот на Cardano, Solana и слично, но за почеток почнаа со биткоин, а потоа Ethereum. Сега, поентата е дека Grayscale својот биткоин на некој начин на портфолио кој што го има на биткоин, кој што го чува за своите клиенти, сака да го претвори во фонд за тргување, односно spot ETF. Со тоа што истиот веќе неколку пати се обидува да го направи тоа и неколку пати е одбиван, со тоа што овој пат, значи последниот пат откако, значи поентата е што секогаш кога ќе бидете одбиен од страна на SEC, односно на оваа комисија за хартии од вредност, вие добивате насоки што треба да смените доколку сакате повторно да аплицирате за вашиот spot ETF да биде прифатен во оваа ситуација. Со тоа што секогаш кога нешто ќе сменат и ќе го прилагодат на она што треба да се направи за да се добие spot ETF, постојано се одбивања. Сега, значи они имаат 240 дена од апликацијата да одлучат дали ќе го прифатат или не spot ETF-от за биткоин од страна на Grayscale, кој што има најголеми шанси да добие да биде првиот spot ETF во Америка каде што директно ќе се тргува биткоин. Со тоа што најголема проблем е што на 27, значи еве од каде потекнува тоа. На 27 јуни, значи еве поделе го пишува тоа, само да го најдам точно, значи оној Гери Гензлер, кој што е уствари истиот кој што води случајот против XRP моментално, од SEC, изјавил на некој интервју во CNBC дека не планираат во блиско време да дозволат spot ETF на биткоин. Што значи тоа дополнително значи дека и оваа апликација која што ја имаат Grayscale ќе биде одбиена повторно. Иако тоа се уште се нема случено, но Grayscale веќе напоменува дека доколку повторно се одбиени, истите планираат да го тужат, значи да го тужат SEC, односно, нели, поентата е што постојано ми давате насоки кои што ние ги следиме и го менуваме секогаш кога аплицираме одново и одново и одново, со тоа што доаѓа до момент кога веќе нема логика зашто го одбиваат spot ETF-от на биткоин. Иако јас мислам дека со оглед на фактот дека сме многу далеку од следниот халвинг, верувам дека ова ќе дојде негде пред следниот халвинг, можеби помеѓу 2023-2024 година, кога конечно ова ќе биде значи потврдено, затоа што ако се сеќавате во онаа корекција која што имавме од кога паднавме после 70.000 надолу со биткоин, многу од аналитичарите практично навистина се наделаа дека оваа вест, доколку навистина се одобри spot ETF на биткоин на берзата, ќе биде катализаторот што е потребен за цената на биткоин да стаса до 100.000, затоа што првите ETF што беа одобрени во претходниот булран беа уствари на некој начин катализатор од 2019 да стасаме до овој булран од 2021 година, што значи дека затоа и во оваа ситуација мислеа дека ова ќе биде дополнителен катализатор за да дојдеме до оној максимален blow off top кој што би не донел до оприлика $100,000 за кој што очекуваа многу од инвеститорите дека ќе се допре во овој булран, но тоа не се случи, за жал. Значи, еден од погодените сум јас, како што реков, ми имаме дел од портфолиото кој што не го продававме поради овој проблем. Сакам да кажам дека ова е првата причина поради која што биткоин падна на 27 јуни точно,
Значи може да видите во оваа ситуација точно за што станува збор. Значи на 27 јуни, тоа е 26 и 27 еден по друг, затоа што да не забораваме дека станува збор за временска разлика. Значи имаме паѓање, тоа веќе се 3 свеќи надолу од максимална цена од 21,8 илјади до моментална цена од 20.300 долари. Значи, иако падот не е толку значителен затоа што очекувавме корекција во која што ќе добиеме барем до ова зелено поле кое што е од претходниот булран, но тоа не се случи, исто како што и оваа формација не успеа да се исполни. Јас не верувам дека ќе се исполни, очи треба некоја стварно добра вест да се случи за тоа да го очекуваме. Поентата е што имаме огромен број на недели во кои што цената на биткоин се движи исклучиво надолу и корекција на истата е нужна, значи затоа што станува збор за оверсолд во сите времиња. Значи ќе прегледаме, ќе ги разгледаме самите чартови, но она што сакам да кажам е дека надежта на овие многу луѓе, на пример, дека ќе добиеме солидна корекција нагоре, е буквално поради оваа причина што моментално се наоѓаме на оверсолд на сите можни временски значи рамки, како и многу од индикаторите покажуваат дека е длабоко време за корекција, но тоа моментално не се случи поради оваа вест. Ќе видиме што ќе се случи понатаму, иако јас имам на некој начин сомневање дека тоа може да го очекуваме понатаму, сега ќе ви покажам и зошто. Како втора директна причина е практично оваа триаголна формација на дневна рамка на DXY индексот, каде што имаме пробив на овој триаголник нагоре. Значи тоа се случи во вчерашниот ден, затоа и рековме дека добро е да се почека барем 1 до 2 дена на почетокот на неделата, за да видиме каква ќе биде активноста на DXY индексот, како и на овие два индекса на берзите, и да видиме што истите би ни покажале во однос на движењето на цените. Со тоа што гледаме дека имаме пробив на овој триаголник, каде што доколку се сеќавате пробивањето на триаголна формација, за да видиме која е неговата мета, треба да земеме од врвот на самата триаголна формација под прав агол до долната страна на овој триаголник, за да видиме што би очекувале од овој момент каде што имаме пробив нагоре, а како што можеме да видиме во оваа ситуација имаме многу поголема мета, што би била нов all-time high во последниве практично 20 години од 107. Значи тоа е само повторно можност, мораме да видиме како вестите ќе реагираат на доларскиот индекс заедно со индексите на берзите, но како што гледаме во моментов, она што го видовме од спот ETF-от на биткоин е дополнително показател дека ќе имаме продолжување на движењето на цените надолу. Сега на брзинка ќе ги провериме и SPY и Nasdaq индексите, затоа што тие се на некој начин водилки во однос на самите пазари во светот, затоа што истите се со многу поголем капитал за разлика од криптопазарот и на некој начин се соодветно корелирани и на тој начин можеме да видиме дека се копираат еден со друг. Сега ова е на дневна база, само чисто да ви покажам каде се наоѓаме на неделна база, а потоа ќе се придвижиме надолу. Значи ако се сеќавате, разговаравме дека се движиме на lower lows. Гледате дека постојано правиме lower lows надолу, што значи ова беше уште еден од тие ситуации и lower highs. Значи lower lows и lower highs представува дека падањето на овој бран, како што може да видите постојано, се движи на тој начин што немаме прекршување на ова на некој начин структура на помали, подолни најмали вредности и подолни највисоки вредности во овој бран кој што се движи надолу. Со тоа што, како што рековме, очекуваме дека корекцијата би требало негде да дојде барем до 0,5 односно 50% од Фибоначи екстензијата на овој бран во bull маркетот, кој што го имавме последен од страна на S&P 500 индексот. Значи гледате овдека е она што го зборуваме. Значи во претходниот пат во 2020 година, каде што нели напоредно со самиот криптопазар имавме bull run, моментално имаме онаа корекција која што повторно очекуваме дека минимално ќе дојде барем до 0,5, ако не и подолу до оваа права која што претходно беше потпора на цената. Подетално го објаснивме во претходната анализа, сега моментално само на брзина ќе го поминеме затоа што имаме многу да зборуваме, нели, се обидам да направам анализа што може пократко. Доколку сте ги гледале до сега, ова е стандардна работа, постојано го објаснуваме, со тоа што
Значи имаме lower low, lower high, повторно имаме lower low, сега ова беше lower high што моментално се случи, со тоа што ова поле, овој гап кој што го имавме овдека е уствари претходно местата каде што имаме поддршка, цената паѓа под истиот, се обидува да го пробие, горната граница на самиот гап представува очигледно соодветна силна бариера заедно со средната вредност на Болинџер бендот, кој што ја бутка цената надолу, со тоа што да не забораваме дека од овој локален хај, од овој локален топ до ова локално дно, доколку ја поставиме Фибоначи секвенцата да видиме за самата корекција е направена на 50%, односно 0,5 од Фибоначи секвенцата, со тоа што од истата почнува да се движи надоле. Јас верувам дека корекцијата е завршена и 0,5 ќе биде уствари местото каде што ќе добиеме корекција надолу повторно, со тоа што моментално оваа падјачки тренд се уште ја држи цената надолу, не и дозволува да пробие надолу до претходниот лоу, со тоа што верувам дека тоа наскоро ќе се случи, чисто да видите што очекуваме сега надолу, доколку поставиме Фибоначи секвенцата за да видиме која би била целта на S&P 500 индексот, можеме дека видиме дека првата мета ни представува буквално во ова поле од 0,5 на Фибоначи секвенцата, каде што очекуваме да се придвижи цената и да имаме барем локално дно, ако не и целосно дно на овој индекс, со тоа што можеме да видиме дека Nasdaq индексот самиот по себе е на некој начин копија, гледате, значи станува збор за копија од самиот S&P 500 индекс, затоа што имаме иста економија. Значи базирани се на иста економија, затоа и не правиме дупла анализа да видиме што се случува со Nasdaq, додека истото ни го покажува и самиот S&P 500. Затоа и се задржуваме на S&P 500 секогаш кога правиме анализата. Ќе се вратиме уште еднаш на самиот долар. Значи сега нема логика да разговараме за вредноста на инфлацијата, тогу се сеќавате разговаравме претходниот пат, затоа што имавме нова каматна ставка на Федералната резерва во Америка, со тоа што се уште чекаме да видиме како истата ќе се одрази. Значи не заборавајте дека овдека се добива еднаш на месечно ниво нов податок, со тоа што моментално се уште сме 8,6%, се очекува постепено, ако не друго, барем да престане овој рапиден раст на самиот индекс на инфлацијата. Значи, во моментот кога ќе добиеме заоблување на овој индекс, тоа ќе можеме да разговараме за евентуално дно, како на овие два индекса на берзите, така и на самиот криптопазар. Значи, затоа сме далеку од тоа. Значи, јас за ова причина повторно го извадив ова, ако се сеќавате. Значи, ова беа оние 6 основни показатели кои што ги гледаме да видиме дали сме негде блиску до самото дно, со тоа што можеме да гледаме дека до сега вториот повторно не сме ни блиску, затоа што се уште сме далеку од новата вредност. Значи, новата вредност ќе ја добиеме негде средината на овој месец, за да видиме која би била вредноста на инфлација во текот на јуни. Значи, не заборавајте дека потребни се барем 10 до 15 дена за да биде пресметано во однос на средните вредности на сите цени во Америка, да се види дали индексот на инфлација пораснал, останал на исто или почнал да паѓа. Значи, затоа е многу битно да почекаме да видиме што ќе се случи во однос на овој индекс, значи во почетокот на наредниот месец, а потоа и да видиме што ќе се случи со следниот состанок на Федералната резерва, кој што го очекуваме на 27 јули, веќе ни се означени на самите чартови, односно тоа се состаноци за кои што веќе разговараме дека се многу битни во однос на воспоставување на нови каматни стапки за повлекување на доларите од самиот пазар со цел намалување на инфлацијата, со тоа што сакаат прво да проценат каков е типот на инфлацијата, дали се зголемува, дали се намалува, дали останува ист, а со тоа и да одлучат што понатаму и колку ќе се зголемуваат каматните стапки на она што го нуди Федералната резерва на комерцијалните банки. Сега, како што можеме да видиме, јас мислам дека од овој момент, значи се уште се движиме нагоре со оглед на фактот дека не сме стасали дури ни до првата мета, односно иако се враќа надолу самата цена од овие претходни левели на Фибоначи, значи ова жолто поле кое што се наоѓаше помеѓу двете претходни локал топс, ако се сеќавате, значи доколку се вратиме назад, ќе свртиме на неделно ниво и уствари од каде потекнува оваа поддршка на цената на доларот. Значи ова се двата локал топс кои што претходно беа бариери за цената во 23 март 2020 година, како и претходно на
Значи имаме 2 јануари 2017 година. Значи помеѓу нив ова жолто поле кое што го обележивме представуваше на некој начин зона како на отпор, така и сега моментално представува зона на поддршка. Доколку се вратиме на дневно ниво можеме да видиме зашто станува збор. Значи гледате дека цената околу ова жолто поле, значи имала отпор, потоа сме успеале да пробиеме повторно над неа, поддршка еднаш, ова е поддршка втор пат, со тоа што од оваа поддршка цената конечно почна да се коригира нагоре од оваа триаголна формација и значи метата повторно ќе повторам дека е негде околу 107, што е многу висока, значи ваква висока вредност немаме видено во последните 20 години, со оглед на фактот да не забораваме дека оваа бела линија потекнува од 1999 година, а моменталните висини ги немаме видено дури и претходно од оваа година која што нели. За оние кои што не ги следе анализите на DXY, на брзина ќе се вратиме да видите зашто станува збор. Значи на месечно ниво доколку се вратиме назад можеме да видиме од кај потекнува овој локален топ кој што моментално ни представува на некој начин ни представува отпор, а тоа е овој локален топ во 1999 година на 1 јули, со тоа што овие се следните мети каде што можеме да очекуваме. Значи овој паѓачки тренд на доларот претходно ја остварил оваа свеќе која што е единствената во спротивна насока и моментално имаме негде околу 106 до 107,6 отпор, кој што верувам дека ќе биде следниот отпор во оваа ситуација на самиот индекс, што и моментално го проследуваме, значи веќе еднаш беше одбиена цената од овој рейндж. Сега ќе се вратиме на дневно ниво. Значи повторно да видиме како сето тоа се одвива на микро на некој начин чартот на еден ден. Че гледаме дека оваа мета која што потекнува од самиот триаголник, од прилика се наоѓа негде на горната граница на самиот овој блок на отпор кој што го видовме на месечно ниво, а со тоа се наоѓа и многу блиску до првата мета која што потекнува од оваа корекција на самиот доларски индекс. Затоа и реков дека овдека ова што го гледаме е логично, значи оваа корекција е сосема логична од претходните два локални топови и веруваме дека, јас верувам лично дека ова ќе се случи, со оглед на фактот дека се уште имаме состаноци на Фед кои што доаѓаат пред нас, затоа и стравот се уште е на пазарот, да не забораваме дека на дневно ниво имаме и соодветна корекција, односно самиот сток RSI е во заоблување нагоре, имаме исто така корекција на бранот на моментум, каде што имаме оваа зелена точка представува корекција, односно имаме базичната и сигналната линија се прекршуваат во нагорна линија повторно, VWAP само што премина преку нулата нагоре, единствено што можеме да видиме дека money flow е малку помало претходно, но значи ова е она што можеме да го видиме на дневно ниво дека имаме солидна корекција за нагоре и имаме доста простор за движење како на сток RSI кој што се наоѓа на 16, што значи дека е солидно oversold, односно препродаден, и RSI кој што е на 57, кој што барем до 70 може да се движи без никаков проблем, а тоа се 13 поени, што е солидна вредност за да може да се коригира нагоре, односно да помогне на цената да пробие преку претходниот локален топ. Нагоре во ова поле каде што очекуваме да биде следната мета. Значи гледаме дека самиот доларски индекс се уште не покажува никакви знаци на слабост, што е еден од оние фактори кои што мораме да ги видиме пред да очекуваме дека сме дошле до апсолутно дно на биткоин. Значи во исто време правиме анализа на самото движење на цената на биткоин, на криптопазарот, како и во исто време гледаме колку се наоѓаме поблиску до апсолутно дно во овој bear market, со тоа што овие индекси, како што се сеќавате претходно, значи тоа го објаснивме во нашето видео за утврдување на апсолутно дно на биткоин цена во одреден bear market. Значи ова се на некој начин индикатори кои што претходно во претходните два bear маркети ни помогнале да го утврдиме дното. И затоа моментално се обидуваме со истите да видиме дали можеме да го утврдиме и овој пат, нормално. Ќе се обидиме најдобро што можеме да го направиме тоа. Сега би сакал да ги погледнем на брзинка само хајке наши свеките, затоа што имавме мала промена за која што сакав да ви кажам на неделно ниво. Значи, гледате дека интензитетот на самите сенки надолу на свеките е се помал и помал,
Значи претходниот пат кога тоа се случи имавме неодлучност на пазарот во овој сегмент, каде што имавме свеќа која што ни е потребна за да очекуваме евентуална промена во трендот. Тоа беше онаа свеќа кога што имаме многу мало тело, а големи сенки нагоре надолу, тоа беше блиску до оваа свеќа, но повторно трендот продолжи надолу, со тоа што гледаме дека моментално сенките на овие свеќи надолу се скоро непостоечки овдека, затоа што се потврди она што го кажував дека моментално на 20.000 имаме многу јака психолошка бариера на цената на биткоин, каде што имаме многу голем сегмент на купување, иако ако го споредиме тоа на VPVR можеме да видиме дека трейдинг волюм на 20.000 е па скоро па непостоечки, затоа што само еднаш сме го поминале претходно, пред тоа имавме огромен селаут на самиот претходен all time high, значи во 2017 година во булранот, крајот на булранот, потоа имаме овдека, значи каде што цената буквално прелета, значи ние очекувавме корекција, тоа не се случи, како и во оваа ситуација каде што моментално цената се уште се држи на 20.000 иако имавме пробив надолу. Значи она што сакам да кажам е дека доколку го споредиме VPVR, гледаме дека па до претходниот локален топ, негде околу 14 до 15.000, немаме солидна поддршка на VPVR. Гледаме дека тргувањето во овој сегмент од претходниот all-time high во 2017 година па до локалниот топ во 2019 година летото. Значи во овој цел сегмент немаме голем волумен кој што може на VPVR да ни покаже дека имаме некаква поддршка, со тоа што доколку се пробие 20.000 можеме да очекуваме солиден пат барем до овој локален топ на 13.800, односно 14, па негде до 15. Значи, да речеме, тоа би било полето во кое што очекуваме следниот пат да биде, затоа и рековме дека само 25% од нашето престојно портфолио кое што е во кеш и стейблкоини го вложивме во овој сегмент кога стасаме негде околу 18.000 и нешто, со тоа што очекуваме дека ќе имаме дополнителен пат, затоа што се покажува дека ќе имаме дополнителен, иако се е оверсолд, значи да имаме некоја блага корекција нагоре, веруваме дека е се уште рано, затоа што до една година пред халвингот, односно овдека негде, тоа е во почетокот на мај 2023 година, очекуваме дека ќе имаме или хоризонтално движење или ќе имаме пад, па потоа благо качување на цената нагоре постепено на биткоин, како и на целиот криптопазар. Затоа подетално ќе разговараме во текот на неделава, доколку се сеќавате направивме значи оној пол на кој што гласавте за она што би сакале да гледате на нашиот канал. Значи до сега две од тие видеа беа веќе направени, а тоа беше објаснувањето за Ethereum, како и самиот CBDC versus крипто, кој што ви рековме дека е многу битна тема, ја се надевам дека го изгледавте тоа видео. Тоа е она последното видео кое што останува да го направиме, а тоа се циклусите на самиот биткоин, каде што ќе направиме корелација во претходните bull и bear маркети, да видиме колку временски ни требало и како луѓето се однесувале во однос на страф, во однос на ентузијазам во купување на криптовалути во bear и bull маркет. Значи ќе направиме целосна анализа како можеме да видиме како луѓето се однесуваат и зошто не е толку едноставно колку што сите кажуваат дека е само купи кога е ниско и продај кога е високо. Значи не е толку едноставно колку што сите размислуваат дека е. Но за тоа подоста, како што рековме, очекувајте во тоа видео во текот на неделава. Значи, како што рековме, хајка наши самите посеви покажуваат дека имаме некаков обид за промена, но мораме да очекуваме да дојдеме до моменти каде што ќе видиме ваков тип на свеќи со мало тело, кои што ни покажува некаков тип на промена во движењето на самиот wave, во самиот бран, со тоа што ќе се вратиме назад на основните чартови, ќе направиме една брза анализа. Значи гледаме дека се е оверсолд. Еве на неделно ниво гледаме дека се наоѓаме на дното на самиот Bollinger Band. Само за почеток ќе почнеме од месечно ниво затоа што и таму имаме еден момент. Значи рековме дека се наоѓаме многу блиску до долната страна на Bollinger Band, која што веќе ја пробивме. Значи само момент ова. Со тоа што ова беше многу кратко, значи како што можеме да видиме ова е последното што го добивме негде околу 18.000 и нешто, значи нели 17.900 беше максималното што падна, но гледаме дека долната граница на самиот Bollinger Band, како што спомнавме претходниот пат, значи скоро па да не била допрена уште од
од претходниот, значи не во булран од 2017 до 2019, туку во bear маркетот во пред 2017 година, односно 15 и 16 година. Тоа е последен пат кога долната граница на Bollinger Band била допрена на месечно ниво од страна на биткоин. Затоа и можеме да видиме дека ваков тип на корекција е потребен на некој начин за да добиеме солиден bull маркет следен. Гледаме дека сток RSI е комплетно oversold, значи станува збор за нула, додека моментум, значи бранот на моментум се наоѓа во под нулата, значи ова е за прв пат од 1 мај 2019 година и тоа гледаме дека сигналните и базичните линии се доста разделечени, заедно со VWAP, значи имаме длабок пат, со тоа што RSI, иако е во најмала вредност што некогаш била, тоа е 41,5, значи претходно можеме да видиме дека во двата bear маркети никогаш не бил до оваа вредност, се уште има солиден барем 10 поени за паѓање, додека стаса до долната граница каде што би било oversold, со тоа што имаме оваа огромна bearish divergence, но тоа е нели веќе на некој начин самиот чарт веќе го направил, тоа значи ова е лагирачки индикатор, тоа е во право се многу луѓето кои што го викаат тоа, затоа и не можеме истиот да го земеме комплетно во предвид, затоа што досега овој пат е уствари дел од тој bearish divergence на месечно ниво. Значи на неделно ниво, како што рековме, се уште се наоѓаме на овој паѓачки тренд, кој што досега пробавме 3, 4, 5 пати да го скршиме, неуспешно. Значи повторно очекувавме да се придвижи цената нагоре до горната граница на овој тренд, што повторно кореспондира со овие 23 до 25.000, но тоа не се случи. Значи заради вестата која што добивме за спот биткоин ETF-от, со тоа што верувам дека голема веројатноста да продолжи со движење надолу, со оглед на фактот дека DXY индексот само што доби значи потврда, значи ова свеќе очекувавме денеска да заврши пред да направиме анализата, тоа се случи пред неполни 1 час. Значи ова свеќе потврди дека имаме breakout надвор од оваа триаголна позиција, што дури и да се придвижи надолу до оваа тренд линија, веруваме дека повторно цената ќе биде одбиена нагоре до оваа мета која што очекуваме, што би значило дека биткоин цената би се движела обратно заедно со индексите, односно ќе имаме паѓање надолу. И можеби овој е моментот кога конечно ќе ја скршиме 20.000 вредноста и ќе направиме свеќа да имаме завршување, односно една од свеќите да заврши под 20.000 нивото, што до сега 3 недели не се случи, но тоа не значи дека ќе продолжи така. Да погледнеме на брзинка што станува збор со сам овие индикатори. RSI имаме 26, што значи дека веќе сме во oversold, препродадени. Сток RSI е 3, што е многу ниска вредност. Гледаме дека money flow е длабоко под нулата, што значи дека имаме голем одлив на пари од овој сектор. Значи VWAP се обидува да пробие над нулата, но за сега неуспешно. Ова беше онаа корекција која што не успеа, односно имавме зелена точка која што не се оствари затоа што имавме повторен пат и гледате дека самиот бран на моментум се придвижи надоле. Се уште, со оглед на фактот дека овдека може повторно да биде направена зелена точка, што би донела до некаков тип на корекција, но се додека не добиеме некои позитивни вести, тоа не би го очекувал. Значи, како што рековме, на макро ниво очекуваме уште подлабок пат до конечна капитулација на биткоин, затоа што очигледно изгледа дека ова не беше конечната капитулација, не само мене, туку и на многу од оние трейдери кои што јас ги следам на светско ниво. Многумина од нив се согласуваат дека корекцијата надолу е неминовна, со оглед на фактот на што се случува во светот, значи немаме никакви добри вести. За да имаме корекција нагоре треба нешто добро да се случи. Дури и биткоин спот ETF од кој што беше еден од оние последни надежди дека може да се случи во однос на Grayscale фондот кој што го поседуваат, беше одбир, очигледно, кажано е дека нема да биде направено тоа сега. Дури и да почне судски процес, тоа нас не ни менува ништо. Значи единствено што може да смени на пазарот е да биде одобрен. Значи негативна одлука може само да го забрза падот на биткоин надолу, но да се вратиме на оно што јас го спомнав. Максимална болка во моментов на пазарот за да стасаме до апсолутно дно е подобра, со оглед на фактот дека колку побрзо стасаме до апсолутно дно, толку повеќе време ќе имаме да купуваме биткоин, а со тоа и останати алткоини на многу ниска цена.
Значи, затоа ако мене ме прашувате, овие луѓе кои што се жалат дека се минус 17-18, добро, во ред, ве разбирам, така е. Но она е тоа што постојано кажуваме дека DCA на овие цени моментално, дали се наоѓате на 20, на 16 или на 14, во било која од овие ситуации ќе ви донесат многу пари. Затоа што знаеме дека после халвингот цената нема каде да оди освен нагоре. Нормално, значи за ние да бидеме грешка, оваа ситуација треба да биде грешка и многу од оние луѓе што досега направиле билиони и се уште планираат да инвестираат во оваа сфера, односно криптосферата, така да јас лично сум спремен да ризикувам, дури биткоин да отиде до нула, што е скоро па невозможно. Со тоа што она што го ризикувам не би можело да ми го смени животот, но она што можам да го добием би можело да ми го смени животот. Така? Значи тоа е разликата. Морате да видите која ви е вас целта кога инвестирате во крипто. Значи инвестирање за кратка добивка, тоа може да го направите во било која сфера. Но крипто нуди инвестирање на долг временски период за животоменувачка добивка. Тоа е разликата во она што може да го добиете во крипто, а не може да го добиете во не знам, хартии од вредност или слично, затоа што станува збор за голема разлика во добивките кои што се потенцијални во крипто, а што се потенцијални во хартии од вредност, менување на валути и слично. Да се вратиме на анализата, значи како што рековме на неделно ниво гледаме дека е во пајачки сегмент, значи да се вратиме и на овој сегмент, рековме дека хајке наши свеките се уште не ни покажуваат никаков тип на промена, значи се уште е рано. Сега, само на брзинка ќе се вратиме на гозискиот канал за да можеме на брзинка да затвориме оваа анализа во однос на дното на биткоин. А тоа е, разговаравме за гозискиот канал, односно да бидеме барем на 5-6 свеки од црвениот гозиски канал надолу, а ние сме моментално на 1, 2, 3, 4, петата свеќа. Така, со тоа што петата свеќа може да донесе до комплетна капитулација, како што тоа беше во претходните два циклуси. Значи тоа го сте гледале претходните две видеа, еве на брзинка ќе се вратиме повторно назад. Значи тоа го правам на секој од овие видеа, чисто за да видите зошто и ова на некој начин го сметам како еден послаб, но сепак битен индикатор во однос на дното на самата биткоин цена, затоа што коинцидентно досега, значи на оваа пета или шеста свеќа сме го допирале дното на bear маркетот, тоа е 1, 2, 3, 4, 5, 6, петата свеќа фактички веќе сме го допреле дното, со тоа шестата го потврдила, но не поминала под оваа цена која што гледаме на петата свеќа. Тоа е во 2017, додека истото сме го виделе и во 2013 година, значи ќе се вратиме назад за да видите што станува збор. Значи, отприлика 5 до 6 недели се потребни, затоа што ова е чарт на неделно ниво, 5 до 6 недели се потребни за да дојдеме до дното на bear маркетот. Еве, да погледнеме што се случува во 2013 година, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5 свеки кои што го допрела дното и понатаму веќе имаме движење хоризонтално и движење на цената нагоре. Затоа ќе разговараме повеќе, како што реков во она видео за циклуси, кое што ќе биде нели психолошка анализа на тоа како трейдерите делуваат и како се случува она префрлање на вредноста од еден на друг човек, како фактички успевате да продадете на топ и да купите на ботом или обратно. Сега да се вратиме повторно во моменталниот bear маркет, каде што како што рековме, за разлика од претходните два, се наоѓаме точно во тој сегмент каде што сме на петата свеќа. Значи, еве, гледате. 1, 2, 3, 4, 5. Што значи дека петата свеќа може или да го потврди овој пат од 17 или дополнително да ни покаже подлабока вредност, со тоа што да не забораваме дека се наоѓаме блиску до 300 неделна средна вредност, која што во претходниот bear маркет беше во вториот пат во претходниот bear маркет беше апсолутно до дно. По компарација од 2017 до 2019 година bear маркетот може да се случи истото и овде, односно допирање на ова 300 неделна средна вредност да представува дно за овој bear маркет, но тоа мораме да го видиме и да видиме како самиот маркет ќе се однесува по допирање на оваа вредност, па со тоа и да одлучиме дали сме допреле до самото дно, нормално,
тоа значи што се случило во претходните два bear маркети, не значи да ги случи и сега, но затоа користиме DCA, односно ние веќе сме направивме негде околу 20.000, значи зборувам кога се приближиме надолу 25 до 20.000 негде во тој сегмент, веќе направивме 20% влог од нашето портфолио, направивме дополнителен од останатите, значи оној дел што останува, го поделивме на 4 и уште 25% внесовме кога ставаме околу 18.500. Значи тоа беше цената на биткоин, нормално цените на криптовалутите кои што ги купивме беа поинакви. За оние кои што не виделе, направивме апдейт на нашето портфолио во претходната недела, може да го најдете. Тоа е уствари портфолио број 2 апдейт во однос на тоа што купивме и зошто и на колку го купивме сето тоа. Со тоа што моментално следниот пат, доколку тоа се случи до 300 неделна средна вредност, тоа би било следниот потенцијален 25% од нашето портфолио бај, односно да купиме на ова ниво во оние криптовалути за кои што веќе разговаравме. Може да го погледнете тоа, како што реков, во претходното портфолио, апдейт на портфолио на број 2. Значи, она е во однос на Гозискиот канал, се наоѓаме длабоко под Гозискиот канал, кој што ни покажува дека сме блиску, но можеби се уште има време за апсолутна капитулација на биткоин. Сега ќе се вратиме на овој чарт, затоа што имаме некои други индикатори за кои што не разговаравме. Ако се сеќавате повторно, значи ќе се вратиме на ова bear flag структура, која што ни представува една од метите кои што ни помагаат да видиме колку би се придвижиле надолу. Значи, како што рековме, од самиот гледаме дека станува збор за придвижување до 15.000, уште една структура, формација која што ни покажува дека можеме да очекуваме паење до 300 неделната средна вредност, па можеби и малку подолу, со оглед на фактот дека ова кореспондира со локалниот all-time high од 2019 година јули, нешто што веќе разговаравме. Значи, овата самата bear flag формација ни покажува дека тоа е дополнително мета која што чекаме да ја добиеме со цел да инвестираме се повеќе од нашето портфолио во криптосферата. Значи чекаме што можеме подлабока вредност со оглед на фактот дека веќе имаме, значи доста добри позиции. Значи дури 23.000 позицијата и 18.500 нас ни се сосема солидни позиции. Дури сега да добиеме корекција на цената нагоре, ние повторно сме направиле добри позиции и да почнеме да купуваме, да речеме, доколку имаме некои сосема добри вести, да речеме, војната во Русија и Украина завршила, инфлацијата е крај, немаме пандемија, значи тоа би биле вести кои што би придвижиле сите пазари нагоре. Но затоа што тоа не се случува, затоа очекуваме подлабока цена. Доколку тоа се случи, зашто никогаш не знаете што може да очекувате утре, и во тој случај ние сепак имаме со DCA сосема солидни позиции со оглед на фактот дека оприлика 40 до 45% од нашето портфолио веќе е на некој начин инвестирано, со оглед на фактот дека имавме нешто претходно што не го продававме, со оглед на фактот дека имаме позиција од околу 20% од нашето портфолио влезена во од прилика 22 до 23.000 на биткоин, како и овие 25% од преостанатото портфолио на кеш што го внесовме во 18.500 на биткоин, што значи дека ние сепак имаме солидни позиции дури и да сме сгрешиле, дури и сега да тргне цената нагоре. Затоа ви реков дека самиот DCA како стратегија во bear market е одлично. Не мора да се секирате за тргување со leverage, не мора да се секирате дека некој ќе ви ликвидира. Значи станува збор за купување на одредени позиции кои што ќе ги уновчите, зборуваме години од сега, значи станува збор за минимум 2 години после 2024 година, после халвингот. Што значи дека вие ги купувате сега овие, ги ставате на стейкинг, да речеме, и ги заборавате. Се додека не дојде момент да ги уновчите за огромен профит. Затоа и преферираме DCA стратегија на bull и bear циклуси, каде што имаме на некој начин многу повеќе простор и да сгрешиме, да бидеме повторно во право, но да не бидеме толку во профит. Но сепак имаме простор за да навистина го погледнеме пазарот детално, за да не мора да се секираме на еден час дека една вест може комплетно да го смени целиот пазар. Затоа и оние кои што очекуваат дека ќе правиме трейдинг на помали временски периоди како 4 часа или 1 час, нека не го очекуваат тоа. Значи можеби и да имам нешто да покажам на 4 часа или 1 час, тоа ќе се случи, но тоа не значи дека ќе тргувам на овие, тоа е само доколку има нешто како што беше Head and Shoulders формацијата која што испадна дека е неуспешна поради оваа вест.
би било само добро да видиме што се случува и со самиот MACD. Значи гледаме дека MACD конечно доби бела колумна, со оглед на фактот дека се уште базичната и сигналната линија не се заоблени, но барем добивме бела колумна. Мораме да видиме дали овој самиот столб ќе опстои, со цел да видиме дека конечно овој падјачки тек се забавува и ќе добиеме некое заоблување. Сега за сега тоа се уште го немаме. Да видиме што се случува на месечно ниво во однос на MACD. Значи MACD имаме комплетен пад на месечно ниво, затоа што како што можеме да видиме претходно имавме огромен раст, значи исто така немаме бел столб, значи кога тоа ќе го добиеме, ќе можеме да разговараме дека MACD покажува некакви позитивни символи. Со оглед на фактот на тоа дека не заборавајте, значи цената не значи дека постојано мора да се движи нагоре или надоле. Се случува многу често цената да се движи хоризонтално во одредени временски периоди, како што е на пример овде, со тоа што имаме, че гледате, одека имаме 2 месеци кај што цена да се движела во овој рейндж. Значи тоа може да се случи и овде, мораме да видиме како ќе се движи цената, затоа што за прв пат се наоѓаме под 200 неделната средна вредност. Во претходните случаи истата била потпора, но потоа цената продолжи да се движи нагоре. Значи немаме ни еден close, немаме ни едно затворање на свеќа под 200 неделната средна вредност. Ова е прв пат се случува и затоа можеме да очекуваме дека цената можеби ќе се движи во самиот рейндж овде. Значи затоа и рековме, мораме да го земеме предвид фактот дека за прв пат се наоѓаме под 200 неделна средна вредност на биткоин, што е нешто што е невообичаено и затоа можеби ќе биде овој рейндж помеѓу 200 и 300 неделна средна вредност следниот акумулационен период во овој bear market. Значи мораме да видиме како самиот пазар ќе ни покаже. Но во секој случај ќе напоменам повторно, DCA е овде да ни помогне да не ја направиме грешката да чекаме да го фанеме апсолутно до дно, а да го промашиме. Затоа и да имаме 5 пати купување во целиот овој сегмент на паѓање на цената надолу, ние сега го сме во профит, затоа што знаеме дека цената сигурно ќе отиде над овој претходен all-time high, нели, кога и да отиде во наредните неколку години. Значи поентата е купуваме кога цената е ниска, кога сите се исплашени, затоа што доколку ги погледнеме моментално Fear and Greed индексите, значи можеме да видиме дека станува збор за општа катастрофа на пазарите. Каде што Fear and Greed индексот значи за денес е 13, а пред тоа беше 10. Значи зборуваме за едноцифрени, како што може да видите. Пред една бил 9. Се сеќавате кога покажаме на максималната вредност дека едноцифрени можеме да најдеме само во најдлабоките bear маркети. Значи во 2018, 2019, исто така и во самото лето во 2020 година, тој во 2021. Значи тоа беше на границата на едноцифрени броеви овде на 10. Ова е пред самиот булран во 2020 година, пред да почне да се движи цената нагоре. Значи гледате дека само во најдлабоките кризи, во најдлабоките bear маркети, значи Fear and Greed индексот е под 10, што веќе дојдовме и до вредност од 6 и 7, како што може да видите овде. Значи тоа се случи пред неколку дена, од 20 до 22 јуни. Значи затоа може да видите дека станува збор за минимални вредности на Fear and Greed индексот и како такви може да ни покажат многу голем страф на пазарот, а како што разговаравме досега, нели онаа изрека на самиот Ротшилд е дека се купува кога стравот на улиците, кога крвта на улиците е толку голема, па дури тоа и да е ваша. Значи поентата е кога сите се исплашени да купите затоа што цените се екстремно ниски. Тоа е разликата помеѓу оние кои што тоа го прават професионално и оние кои што тоа го прават рекреативно и кои што ги даваат парите на оние што го работат тоа професионално. Дури и на самите берзански индекси можеме да видиме дека се наоѓаме во онаа бариера помеѓу екстремен страф и страф, со оглед на фактот дека се наоѓавме во екстремен страф пред една недела, значи има вредност од 21. Значи тоа не уменува фактот дека ако се сеќавате доколку ги се вратиме повторно на самите индекси, можеме да видиме дека имаме апсолутен пад повторно надолу. Значи само во претходниот ден S&P 500 изгуби 2%, а Nasdaq изгуби 3%. Што нас тоа не е смешно кога гледано од криптопазарот, но за ваквите берзански индекси тоа е огромен потек. Значи тоа имајте го предвид. Исто така би сакал да го погледнеме CBBI индексот, кој што моментално е една вредност од 12, што е најниско нешто што го добило во последниот bull market, нели? Со оглед на фактот дека и овдека во апсолутните bear маркети сме добивале вредност па дури и до 3, а овдека и помала до 2.
Значи, едноцифрени броеви во CBBI, оваа комбинација од овие 10 индекси, би представувало дополнителен сегмент каде што би ни покажало дека се наоѓаме блиску до дното на овој bear market. Со тоа што повторно имаме време за значи гледате дека само 12 е во оваа ситуација CBBI индексот. Сега, денеска сакам да ви покажам нешто интересно, а тоа е Bitcoin Sentiment, односно Bitcoin Sentiment е уствари, ова е одредена компанија, значи може да видите овде тоа е augmento.ai, каде што истата врши сентимент на многу средства на пазарот, но меѓу другото врши и на биткоин, каде што истата мери колку за биткоин моментално се сега, нели дали колку се зборува, односно од 0 до 1, тоа е мерната единица, ни покажува колку сентиментот е позитивен или негативен, со тоа што 1 е максимално позитивен, а 0 е максимално негативен, односно луѓето не се заинтересирани за ова добро. Сега, во однос на цената на биткоин, значи ова е горниот граф, можеме да видиме дека цената се движи од 30 па до 70.000, односно од тоа беше на јули 2021 година. Значи тоа е последниот момент каде што можеме да видиме, за жал немаме целосен чарт, но гледаме дека кореспондентно секогаш кога цената на биткоин се придвижувала нагоре, значи ова е тоа е белата линија, колку цената на биткоин се придвижувала нагоре, толку и самиот значи во оваа ситуација може да погледнете, тоа е sentiment score, е се појак и појак. Значи, кога сме се наоѓале на врвовите, например, прилика пред самиот врв, сме имале sentiment score од 0,83. Тоа е максимален скор од 0,83, каде што бевме на првиот all-time high, на 66-67.000. Значи, тоа сме имале прилика 0,83. Со оглед на фактот дека сега имаме 0,061, значи станува збор за минимален биткоин сентимент, односно имаме целосна незаинтересираност на пазар. Тоа е моментот што дополнително треба да ви покаже дека е многу солидно време за да се влезе на пазарот, иако како и постојано напоменуваме дека не е финансиски совет ова што го кажуваме на нашиот канал, ова е наше размислување и ова е како ние влегуваме на пазарот и зошто го правиме тоа, но сентимент самиот по себе ни покажува колку имаме интерес за биткоин на пазарот. Со тоа што не заборавајте, кога станува збор за ваков тип на интерес, како што е пример 0,75, кога цената се придвижила до 70.000, тоа е кога уствари вие продавате на тие што сега доаѓаат на пазарот. Значи едноставна размена е. Купувате кога имаме незаинтересираност на пазарот, пример, цената била 31.000, а скорот на сентимент бил 0,31. Значи вие купувате кога нема интерес на пазарот, а продавате кога имаме максимален интерес. Значи колку е повисок интерес, толку цената е поголема. Например, ако сте продале на 0,83, ќе сте продале на 54.000. Од 31, вие практично сте 80% во профит, така? Значи многу едноставно. И затоа ви гледате, значи во последната од 2021 година јули па до сега, моментално ова е најнискиот резултат на сентимент кој што го имаме на пазарот, а тоа е 0,061. Сега, исто имаме и втор чарт овде, а тоа е се Reddit, Twitter и Bitcoin Talk. Значи, генерално Bitcoin Talk се однесува на Google и на сите пребарувачи, Reddit и Twitter нормално знаете што се. Значи, ова е колку се зборува од 0 до 1 за биткоин на овие медиуми. Со оглед на фактот дека моментално станува збор за минимални вредности од 0 до 0,2, што значи дека тоа се 20% од целата скала, а некои од нив се и на сосема 0. Значи Reddit моментално имаме 0 заинтересираност, 0,04. Значи на Twitter имаме 0,16, што е највисока вредност, и генерално имаме 0,06 на останатите медиуми. Значи тоа што овој индекс би можел да ви помогне малку, иако ова не е исклучиво индекс од кој што можеме да се водиме во секое време, затоа што може да видите дека кога бил максимална вредност, цената не била ни блиску до all-time high во ова време. Затоа и сакам да ви кажам дека ова е дополнително нешто што може да ви помогне да видите на пазарот дека е добро време да се купува. Секогаш кога се наоѓаме во таков вид на незаинтересираност, тогаш е најдобро време да се купува. Само дополнително ви покажа уште еднаш, значи на логаритмичкиот чарт, се уште го оставивме во овој канал, за кој што разговаравме претходно, кој што доколку сте и гледале нашите претходни видеа, еден од нашите членови на каналот, значи истиот ни го покажа и за тоа сме му многу благодарни.
Со оглед на фактот дека самиот канал, значи ќе ги исклучиме другите индикатори за да можеме по детално да видиме за што станува збор, за оние кои што не го виделе тоа до сега. Значи станува збор за канал кој што буквално доколку го поставиме од all time high во 2013 година, што имавме дупл топ, така, од тој сегмент па нагоре можеме да видиме дека истиот логаритмичкиот приказ ни представува солиден приказ каде што можеме да видиме кога сме во дното, а кога сме на самиот врв. Со оглед на фактот дека ова промашување на врвот некои од луѓето веруваат дека е манипулација, за да не го најдеме самиот канал нагоре, но гледате дека самиот со дополнителна дата, односно дополнителни податоци, можеме да видиме дека истиот и понатаму ни покажува солидни значи индикатори, односно ни покажува солидни вредности на дно и врв и можеме да видиме дека според истиот се наоѓаме многу блиску до потенцијалното дно. Со оглед на фактот дека цената не мора да падне директно доле, може истата да се движи и хоризонтално, значи дното би можело да биде од моменталната вредност на 15.000 па нагоре како се движи самиот канал во однос на тоа како ќе се движи самата цена. Значи ова каналов е дополнителен индикатор кој што може да ни покаже нешто што не сме го очекувале, а може да ни покаже например кога е паметно да се докупи, затоа и го оставивме и значи истиот кореспондира и со вредностите кои што веќе ги имаме, а тоа е 300 неделната средна вредност. Значи гледаме дека доколку иста да продолжи да се движи во оваа заоблена, да речем, парабола, би се придвижила точно до границата на овој канал нагоре. И гледаме дека се под овие три линии, како што рековме, е одлично време за акумулација со оглед на фактот дека зелените линии најчесто ни представуваат времето каде што треба да продадеме. Нормално, во претходниот булран тоа не се случи, немавме blow-off top, но тоа не значи дека нема да се случи во наредниот bull market. Со оглед на фактот дека, како што видовте во видеото вчера што го пуштивме, посебно за CBDC и крипто, значи се очекува масивна адаптација на CBDC, а со тоа нормално не може да прифатите државна CBDC криптотехнологија, а да не прифатите приватна криптотехнологија, која што е многу пред државната на пазарот, која што е многу побезбедна и која што е многу по транспарентна. Значи затоа имајте во предвид дека вчерашното видео е буквално поврзано со оно што се очекува за наредниот bull market, односно адаптацијата на крипто да биде на масовно ниво. Затоа што имаме уште 2 години во кои што државите се свесни дека мора да се припремат како легислативно, така и во однос на сето оно што би можело да го добијат како позитива од крипто валутите, а со тоа и онаа контрола за која што разговаравме што може да воспостават со нивните CBDCs, односно дигитални валути контролирани од централните банки. Значи, генерално ова се основните податоци за кои што би можеле да разговараме денес. Ќе напоменам уште еднаш, значи не заборавајте дека доларската вредност на индексот ни е најдобар показател пред да добиеме следен rate hike, значи тоа е на 27 јули, кој што може да ни покаже во каде ќе се движи самиот пазар, а со пробивање на оваа триаголна информација, за тоа уште еднаш го повторувам, веруваме дека цените на двата индекси заедно со криптопазарот ќе се придвижат надолу, може би не толку многу како претходно, но се уште очекуваме дека имаме солидно движење надолу, додека не дојдеме до потенцијалното дно, со тоа што не можеме да забораваме дека за состаноците на Фед се уште имаме до крајот уште 4 состаноци, тоа е во јули, септември, ноември и декември, истите не се обележени затоа што се уште е рано, значи затоа не заборавајте дека на овие 4 состаноци се уште е голема веројатност дека ќе добиеме каматни стапки, како што беа претходните 3, кои што дополнително ќе му помогне на доларот да се изгради како сопствена вредност, а со тоа и да ги бутне берзите, да го бутне криптопазарот, да доведе до невработеност, намалување и стагнирање на економијата, па и нели регресија која што веќе се случува, со тоа што ваквата ситуација ќе намали инфлацијата до, да речеме, соодветно ниво кое што е прифатливо моментално за Америка, а со тоа и за светот. И во тој момент кога ќе сватат дека инфлацијата доколку продолжи да буткаат надоле, ќе има целосно стагнирање на економијата, ќе мора да се свртат назад и да продолжат да принтаат пари, а со тоа да и помогнат на економијата и да имаме враќање назад во bull market.
Значи, затоа и верувам дека до крајот на оваа година, значи тоа треба да ве радува. Гледам дека многу луѓето очекуваат што побрзо да се случи овој следен бул маркет. Вие сакате да кажете дека веќе купивте доволно од сето тоа што ви е потребно за следен бул маркет. Јас, на пример, не се осеќам така. Јас моите приходи во наредна година дена би ми помогнале дополнително да купам уште многу повеќе во однос на тоа што сакам да го купам. Затоа и не се брзам, мене искрено ми е сосема ми е во ред. Значи, јас дури ако добиеме пат да можам да утврдам дека сме дошле до биткоин дно, мене дополнително ќе ми помогне да кажам да, од овој момент понатаму се што ми доаѓа како прилив, навистина можам да го лоцирам затоа што сме дошле до дно и сега веќе знам дека тоа се цените што можам да ги очекувам на алткоините, како и на самиот биткоин, за да знам што купувам, да знам што би била минималната вредност на алткоини што можам да добијам во овој bear market, за да можам да максимизирам во однос на следниот бул маркет. Значи, затоа и доколку се движиме хоризонтално во наредниве 6 месеци, мене проблем тоа нема да ми биде. Се додека утврдам дека се наоѓаме блиску до дното, значи DCA ќе ми помогне да бидам сосема профитабилен во наредниот бул маркет. До сега тоа сме го направиле еднаш званично, значи претходниот бул маркет тоа го направивме, нели, буквално затоа и немавме канал, сакаме да видиме дали тоа како стратегија би делувало, дали навистина ќе можеме да направиме профит, за да можеме да кажеме да, еве, тоа навистина работи, а не е само од нас. Значи може да видите во целиот свет DCA е стандардна техника која што нуди сигурен резултат. Можеби нема да нуди толку профитабилен резултат како leverage trading или како day trading, затоа што вие треба да бидете залепени до компјутерот цел ден денес, ако тоа го имате време, тогаш секоја чест правете го. Но доколку го немате тоа како време, DCA е солидна тактика која што помага на овие големи циклуси да бидете во солиден профит. Уште еднаш ви благодарам што го гледате нашиот канал. Да, само да напоменам. Значи, знам дека многу од вас сакаат да го слушаат тоа директно и концизно. Во краток временски период е можна корекција на биткоин нагоре доколку добиеме некои позитивни вести, но тоа не се случува. Значи, и ако тоа не се случува на краток временски период, значи дека самите вредности на биткоин на дневно ниво, например, ќе бидат максимизирани, како што во случајов доколку го смениме на биткоин на дневно ниво, ќе видиме дека веќе 100 RSI е на максимална вредност од 100, значи ја само да ви покажам. Значи, гледате, станува збор за вредност од моментално 79, а беше 100 пред еден ден. Значи, RSI ни се наоѓа на вредност од 32,6, значи дека двете вредности се уште се, значи не се ни блиску до oversold, имаме простор за паѓање надолу, гледаме дека VWAP само што помина под нулата, гледаме дека монументниот бран се движи надолу конечно, значи гледате, имаме многу индикатори кои што ни покажуваат дека возможна е корекција надолу повторно, иако доколку го погледнете тоа изгледа многу тажно, че имаме само корекции надолу, немаме ни една солидна корекција нагоре како оној што го нарекуваат relief rally. Односно тоа би бил бран кој што би помогнал, нели, да се стабилизира самиот маркет, затоа што не можеме да очекуваме движење на цената само надолу. Тоа може само во луна, ме разбирате. Значи затоа се очекува ваков бран, но гледате дека моментално самите индикатори покажуваат дека нема да биде ова. Значи на почетокот почна доста, имавме, нели, bullish divergence со голема зелена точка на самиот монументен бран, но тоа не се случи. Значи, тоа е тоа, кога имаме негативни вести, колку и да е добра техничката анализа, негативните вести ни покажуваат дека се уште ќе се движиме во правецот во кој што се движиме генерално. Затоа, ако добиеме некои добри вести, може да предвижување на цената нагоре, но не очекувајте големо предвижување затоа што се наоѓаме во bear market. Ако мене ме прашувате колку подлабоко се движиме, толку подобро како за мене, така и за вас. Затоа и би очекувал дополнителен пат на цената на биткоин надолу, ќе видиме дали ќе биде тоа масивен пат, доколку добиеме обратни вести од позитивни, нормално, и ќе видиме како тоа би можело да се очекува до наредната недела, затоа и го посматраме пазарот. Значи, доколку добиеме длабока корекција надолу повторно до овие вредности од 17.500, каде што бевме на овој најдлабок момент, значи можеме повторно да алоцираме дел од нашето портфолио, зашто ќе бидете информирани, ќе направиме апдейт, како што веќе направивме во претходното видео, нели, за нашето портфолио, и на тој начин ви кажуваме што ние правиме, не што вие треба да правите, но, нели, доколку тоа би ви помогнало за како вие да размислувате на пазарот, нас би ни било чест. Значи, тоа е поентата на нашиот канал, да ви покажеме што ние правиме, за да може вие да направите собствена анализа што вие сакате да правите на пазарот.
Со тоа ќе го завршиме нашето видео денеска, знаеме дека е малку подолго, но како што може да видите станува збор за огромен обем на индикатори кои што се обидуваме да ги обработиме детално, за да може да видите од каде доаѓаат овие наши заклучици дека повторно очекуваме пад на биткоин цената надолу и зошто дојдовме, значи него донесуваме овој заклучок лесно, гледате дека еден час зборувам за најразлични индикатори, за најразлични вести за се случува на пазарот, за да видите од каде сум дошол до тој заклучок дека очекуваме, односно веројатноста за пад на биткоин е многу поголема односно од корекцијата која што очекувавме дека ќе дојде барем на краток временски период. Уште еднаш ви благодарам за поддршката. Како и секојаш споделување на нашиот материјал е бесплатно во однос на вашите пријатели, доколку некој сака да научи. Секој лајк и коментар се добре дојдени, овдека сме да соработуваме со вас. Сето тоа што е нормално во рамките на нормалата, она што се бара од нас како мислење, би одговориле, да не биде значи тоа како што досега имавме ситуации во кои што се безсмислени коментари, но тоа нема потреба да се одговара. И со тоа овдека ќе завршиме нашето видео, се надевам дека ви помогна во она што го гледате моментално во самиот bear market. Знам дека е доста крваво таму надвор во однос на самиот крипто пазар, но тоа треба да го гледате како можност, не да го гледате како депресивна ситуација во која што треба да се откажете. И со тоа ќе го завршиме нашето видео и благодарим уште еднаш што бевте дел од публиката која што ги гледа нашите видеа. Имајте добар ден до следното видео од тимот на CryptoGamegio.